Земјоделците ја сеат есенската надеж. Првите количини семе се фрлени во нивите, со што се означи стартот на есенската сеидба која ќе трае до почетокот на ноември. Условите дозволуваат сеидбата да започне навреме, а дождот кој заварна изминатото денонокие бил одличен за почвата и за поголеми приноси. Годинава од есенските култури најмногу ќе се посади јачмен и пченица. А више од вчера почнаа да сеат, више луѓето ќе се сеат. Заврна добар е дошто. Нема многу, али ипак таа е добро. Има и полош, ако не врне се, ќе фрлеме на Господ Амбаро, па ние се ќе искараме. Од некне почнаа да сеат нагло. Едни орат, едни сеат, едни дрлат. 20 и нешто не сеа, 25 декара, още 4 толку. За да има добри приноси, неопходно е да има и добар семенски материјал. Иако бил скап, сепак земјоделците ќе мора да се снабдат со цел да не се повтори минатогодишната слаба реколта. Нешто купуваме, нешто наш. Купеме 100 кила ќе купиш, за другата да биде втора реколта другата година. Некој купува и али 20 денара е семето, па скапо е. Сега што искараме жито лани, житото биде како овес. Немаше стрце ништо. Вреки има, килажа нема, 30-40 кил вреки. И можеш да купиш за оваа година, мора да се купува семе. Па обично пракса ние купиме там за помала декаража и за другата година да имаме. Едни земаме семески, едни домашни си имат, лани земале себе се, втора репродукција и тоа е убаво. Тајната на успешните земјоделци и добриот принос лежи во употребата на сертифициран семенски материјал. Сертифициран семенски материјал е гаранција за повисок принос, што значи дека не станува збор за меркантилен, него тој оди по препорака на институтот, на земјоделскиот институт, под контрола на земјоделскиот институт од Скопје, што значи после оригинал се произведува прва семенска и употреба на семенски, на прва семенска репродукција значи многу повисоки приноси, многу поквалитетни. Значи земјоделците да не располагат со меркантилна пченица или јачмен, односно семенски материјал, него секогаш да набавуваат сертифициран семенски материјал. Кои уште придобивки ќе ги имаат земјоделците доколку употребуваат сертифициран семенски материјал? Секако е третиран со одредени фунгициди, што значи заштита од болести и доколку значи се употребува ваквите семенски материјали, имат една сигурна заштита од патогени патогени кои што го напаѓаат пченицата и јачменот. Инаку годинава во источниот регион ќе се сее на околу 15.000 хектари. Од нив околу 5.000 се под јачмен, а остатокот е под пченица.